Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Драги пријатели, ве поздравувам од студиото на Универзитетското радио UKLO FM Битола, каде започнуваме ново издание на емисијата Студентски парламент. Денеска тука информираме за настани кои што во изминатиот период се одржаа на универзитетот. Значи ќе ви донесеме доста разговори, а секако и одлична музика со која се надевам ќе успееме да го задржиме вашето внимание на 90,8 МHz. Бидете со нас. Минатата недела се одржа последниот час од школата за танц, организирана од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Универзитетското студентско собрание на Универзитетот во соработка со танцовиот спортски клуб Step Up од Битола. Да подсетиме дека на повикот за учество во проектот Студентите на UKLO танцуваат, кој за прв пат се организираше на Универзитетот, се пријавија 20 на студенти од повеќе единици на Универзитетот, а тие во изминатите 2 месеца ги учеа чекорите, за латинотанците и валцерите. Ова беше можност тие социјално да се интегрираат, да се запознаат, да се дружат, а секако музиката и танцот придонесоа и за нивната психофизичка способност за полесно да ги совладуваат тешкотиите при подготовката на испитите. Редакцијата на Универзитетското радио UKLO FM Битола беше присутна и на последниот час. Снимивме повеќе разговори со студентите учесници, но и со тренерите од танцовиот спортски клуб Step Up кои беа заедно со нив. Ви ги нудиме во продолжение. Тони е еден од тренерите на, еве да кажеме, на школата за танц на студентите од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Разговаравме на почеток на оваа школа, еве сега и на крајот.
Кажете ми какви беа учениците, како беа студентите, се покажа, добри беа, слуша, внимава на часовите? Беше можно интересно да се работи со нив. Беа многу добри, солидни. Можем да речем дека бев позитивно изненаден од тоа колку загриза за танцот, колку беа константни некои од нив на часовите, колку беа заинтересирани за тоа што го учиме и желни да научат. Колку може да се научи за 2 месеца? Па може да се научи доста, ако сте посветен, ако сте редовни на часовите, ако го сакате, ако ви се допаѓа тоа што го работите, може да даде добар резултат. Препознавте ли во некој од студентите може би еден танчер, некој кој што ќе може да се надпреварува на некој од вашите надпревари? На таа возраст е тешко да се процени, особено во 2 месеци тренинзи или часови. Меѓутоа, многу поважно е желбата и волјата за танцување, колку тоа тие го сакаат и колку во тоа уживаат пред се, а не колку би биле добри како надпреварувачи. Се потрудивте да им откриете некои од вашите тајни кога се работи за танцот, на што треба да внимават посебно? Во секој случај, да, тајните или деталите во танцувањето е тоа што го добивате на часовите во живо, што не можете да го научите со гледање видеа на YouTube, пример. Сето тоа со цел да им го олесни танцувањето на учениците. На што повеќе обрнавте внимание или на кој танц повеќе се обрна внимание? Зашто беа повеќе заинтересирани? Се разбира, повеќе младите се заинтересирани за латино танците, меѓутоа не ги запоставивме и валцерите, стандардните танци, така да научивме 4 латино танци и 2 стандардни танци, валцери. Така, кои беа? Латино танци кои што ги учевме беа самба, ча-ча-ча, румба и салса, а стандардни танци англиски и виенски валцери. Студентите со кои што барем досега имав можност да разговарам, а кои ги посетува овие часови, велат дека добро се забавувале пред се, стекнале нови пријатели, нови пријателства и секако научиле нешто ново што можеби ќе имат можност некаде да го покажат. Во секој случај, посетата на вакви курсови не мора да биде за танц, за било што друго, дали било за спортска активност, физичка активност, дали било не знам, нека интелектуална активност од сферата на културата, било што придонесува баш кон тоа запознавање на нови луѓе, особено луѓе кои што ги делат вашите интереси. И нормално дека со такви луѓе се пронаоѓаме полесно и стекнуваме полесно пријателство. И сега, врзано надвор од ова што го работевте тука со студентите од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, работевте паралелно и на она што значат редовни часови во Степап клубот? Така, да. Напоредно со оваа група си работиме редовно со надпреварувачките групи и со почетничките групи, како и со рекреативните групи за возрастни во клубот. Кога се работи за надпреварувачките групи и за надпреварите, кога ги очекувате, кога треба да се одржат? Надпревари имаме постојано во последните 3-4 месеци. Во просек секоја втора недела некои од надпреварувачите се некаде на надпревар. Дали тоа биле надпревари низ Македонија, дали биле надпревари во странство, постојано има надпревари. Ке кажете некој успех, нешто се освои како место или повеќе така за учество? Успеси имало различни на различни надпревари, секако сите тие надпревари дали на меѓународна сцена или на домашна се со различен квалитет. Некои од танчерите постигнуваат доста солидни успеси, сме се враќале со пекари, сме се враќале со медали од меѓународните првенства, исто од националните низ Македонија. Не би издвоил ништо, значи сите наши успеси можете да ги забележите на Facebook страната на клубот Степап. Веќе кажавме, ова е последен час. Разговорот го снимаме толку на последниот час на школата за танц. Претпоставувам дека заради интересот и доплиот глас кој што ќе се пренесе понатаму и во следната академска година може да се очекува нешто вакво.
Па доколку се пројави интерес и од нови членови, а и од постоечките што веќе доаѓа изминативе 2 месеци на школата, нормално дека можеме да продолжиме. Може тие да си продолжат исто во рекреативната група за возрастни, па дури и кога би сакале со некои нови членови да донесат во таа група, би биле добро дојдени сите. Како професор, еве во случајот на студентите за танц на Универзитетот Свети Климент Охридски, оценката ваша за нив би била? Оценката е 10. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам и вас. Зорица исто така беше присутна на сите часови на школата за танц. Мораше да биде присутна, затоа што таа им ги покажуваше чекорите на студентите за полесно да ги совладат. Па еве Зорица, на крајот, што ќе кажеш ти за школата за танц, за студентите на УКЛА? Студентите беа супер се покажа во целокупниот, да речем, процес, да, за часови. Мислам дека научиам доста чекори и дека ќе продолжат да се усовршуваат, да речем, во истите и да кога ќе се најдат на некоја забава или така да играат и да се забавуваат, да блеснат, да. Добро, секој сака да види човек, момче или девојка кој убаво танцува, а секако со ова што има можност тука да го научат, на вистина ќе дојдат до израз било каде. Да, се согласувам. Стварно ќе се одразат, да речем, поинако да станат иде. Инаку Зорица, во меѓувреме исто така и ти работеше постојано и во танцовиот клуб Step Up. Со која група таму беше најповеќе? Најповеќе работам со почетниците. Ги совладуваат почетните чекори, да речем на исто ниво како и студентите, да. Напредуваат исто. Продолжуваме за подготовки со надпревари, кои што ги имаме, да речем, до крајот на танцовата сезона. И исто така и со мојата група за идни надпревари. Претходниот викенд имавме надпревар, освоивме прво место во Лариса. Доста висок пласман, со јака конкуренција се разбира. И тоа е, продолжуваме. Доколку се организират некои надпревари меѓууниверзитетски во танц, сигурно потоа мислам ќе се најдете тука да им помогнете повторно на нашите студенти, на укловците. Да, секако. Ние сме тука за понатамошни успеси со нив. Се разбира дека би излегле доста солидни двојки од овие групи, така? Да. Рече од овие групи, од овие двојки, на почеток на првиот час кога бев и јас присутна, забележав дека некој може би малку се сраме, а кој со кој ќе почне да игра. Меѓутоа сега претпоставувам дека тоа повеќе го нема како некое воздржување. Да, до крајот веќе секој со секој играше, танцуваше и веќе тие пречки ги немаше до крајот. Твојата оценка за студентите? Одлични. Одличен 4+. Како построг професор? Малце. Ти благодарам за разговорот и се гледаме во друга прилика. Благодарам. Enrique Iglesias. Gente de zona. Désame. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice 1000 palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando. 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir
latidos se aceleran a mi corazón. Tus latidos se aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, bailando, bailando, ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, Ya no puedo más, ya no puedo más. ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, Ya no puedo más, ya no puedo más. ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Bailando amor, es que se me va el dolor. А сега во продолжение разговорите што ги водевме со студентите учесници во школата за танц на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ке ни се представиш на почеток? Атанас Пасовски на Високата медицинска школа, 3-та година. Атанас, 2 месеца интензивни часови по танц. На почеток може би малку тешко, но како врвеше времето, предпоставувам се веќе беше полесно. Па се навикнавме со тек на време, многу напреднавме и премногу сум задоволен на овие часови и се надевам поќе вакви часови и во наредната година. Што се имавте можност да научите во изминатите 2 месеца? Научивме виенски валцер, англиски валцер, салса, самба, румба. И сега пред друштвото, кога сте вака на седенки, на журки, имаш можност нешто тоа што си го научил да го презентираш, да се покажеш? Па не се погодила можност, но се надевам ако се погоди би го презентирал, зошто да не. Добро, успеа да се запознеш со нови колеги, мислам од другите единици на универзитетот? Мило ми е многу што се запознав и стварно уживам во нивната дружба и се надевам на вакви повеќе дружби. Ти благодарам за разговор. Благодарам и на вас. Ке ни се представиш ти? Здраво, јас сум Христина Загорец, доаѓам од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Како си ти задоволна од часовите по танц? Презадоволна, ми беше чест што учествував, 2 месеци интензивна работа, да учиме доста танцови. Сигурам дека ги премениме во иднина. За информатичарите се вели дека повеќе време врват пред компјутер, па ова беше и можност да се излезе малку од она рутина и од наставата и од учењето, малку забава, никогаш не е на одмет. Да, точно тоа што го зборуваат за нас, повеќето време го поминуваме пред компјутери, но ова е добра релаксација за тргнување на мислите од кодирањето, да. Што ќе им порачаш на твоите колеги кои што можеби не беа или не знае или не сакаат да учествуваат на оваа школа? Би им препорачала во иднина ако имаат уште една ваква можност да се пријават, бидејќи е интересно, се учат нови танцови, мислам што ги немаат учено во животот, дружба и релаксација. Си благодарам за разговор. Ви благодарам и вас. My name is Leo. I'm from Czech Republic. I'm coming in this dancing lesson every week, twice. It's cool. Very good. For I never been in some dancing lesson before. It's my first time. I'm satisfied. I'm enjoying it. Stefan
Кристијан, и зошто е добро да се биде студент на УКЛО, меѓу другото? Имам многу други причини, меѓутоа ова не е доброто, да се танцува, да се биде среќен и да се подослаби малку. Својата оценка за часовите по танц? Беа одлични, значи не 10 би му дала 12, 13 и 15 еве. Што би им препорачала на останатите кои што не успеа, не искористи ова можност да бидат дел од школата за танц во академска година? Жал ми е, дечки, пропуштивте многу. Меѓутоа се надевам дека наредна година ќе бидете дел, ќе учествувате, значи, од ова танцување и да знаете дека е прекрасно. И благодарам. И благодарам и вас. Кристијан Саламовски и на последниот час од школата за танц ќе се повлечеме малку настрана затоа што музиката е навистина гласна. И еве сите ги прашав, ќе те прашам и тебе како си задоволен од часовите? Многу сум задоволен, многу интересно. Секогаш кога ќе имавме танц, беше навистина задоволство и бев возбуден да присуствувам на секој час. Една можност да се релаксираме, да се подружиме и да научиме да играме, да танцуваме. Знаеше претходно некои чекори од овие што имаше можност тука да ги научиш или само се воодушевуваше на она што го гледаш? Па, навистина се воодушевував. Многу интересно. Јас присуствував на офицерски дом кога беше отворениот ден и тоа и ме мотивира да почнам на танц. Пак со тек на време се повеќе и повеќе луѓе одевме и многу интересно. Потоа се дружевме и после часовите и се надам дека ќе продолжува и следната година. Така, ти благодарам и сега ќе те препуштам да продолжиш да се заврши последниот час онака како што треба, со изедба на се она што досега сте учеле. Да, секако, фала. Кристијан Белјановски и на почетокот и на крајот и на школата за танц и да не ми се налутат останатите, меѓутоа можам да забележам дека со твојата партнерка сте некаде на врвот. Ви благодарам. Да, искрено за танцов почнавме уште од пред 3 месеци и да бидам од почетокот малце бев скептик за целата ова работа. Но сега стварно од сите активности што сме ги имале како универзитетско студентско собрание, па и би рекол како универзитет како студент, мене ова ми е неомилено. И денес ни е последен час и стварно ми е жал, навистина ми е жал за ова што се случува. И потенцирам до сите што слушаат и до новото студентско собрание што биде година, ова мора да се продолжи. Имаше можност да се запознаш и со нови колеги од други факултети? Да, имав можност да се запознам и со колеги од други факултети, нови пријателства создадеме и ми се чини тоа и најдоброто за студентите, што стекнавме едно добро пријателство сите помеѓу себе. Јас забележав и цело време ти сугерирав да се насмееш кога танцуваш. Ти ме може би премногу сериозно влезе во целата. Да, не дека не сакам да знасам, туку да, сконцентриран сум, сериозен, сакам да ги бројам чекорите, сакам убаво да изиграм и затоа така може малце сериозно делувам. Во секој случај убава забава, убаво дружење и секогаш е добро да се научи нешто ново. Да, дефинитивно. Се согласувам тотално. И благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас. Душан Стевановски, председател на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, едни од виновниците за одржувањето на школата за танц. Еве, со тебе го водам последниот разговор. На последниот час од школата за танц сите кажуваат дека се задоволни и им порачуваат на сите останати што не се пријавили и не учествувале, тоа да не го пропуштат до година. Ако повторно се организира. Па да, ако повторно се организира, во секој случај тие треба да се пријават, бидејќи студентскиот живот не е само студирање на некој начин, тоа е социјалниот живот, дружење, култура, спорт, а ова е сетото споено во еден час. Бидејќи истовремено уживаме во музиката, се спријателуваме со нови колеги и го практикуваме спортот во пракса. Твоите колеги кои што беа исто така на школата за танц велат дека со посебна возбуда доаѓале часовите и дружбата од овде продолжувала понатаму по завршувањето на часовите. Дефинитивно да, ние заедно всушност ја продолжуваме нашата дружба преку други активности што ги организираме, одиме заедничко на филмови, што ги имаме во соработка со Центарот за култура, заедно одиме на други дебати, заедно одиме на други активности што се од различни теми и од различен аспект на животот и мислам дека тоа е добар почеток на Боже здравје до животно пријателство, што викаме. Што ќе им порачаш на останатите, на колегите, на студентите на УКЛО? Па, искрено во моментот не знам што да порачам, ништо посебно, освен тоа, следна прилика кога ќе видат да искористат.
И благодарам за разговорот и очекуваме и следни вакви активности во следната академска година. Благодарам и вас и се надеваме ќе продолжиме со ова. Gente de zona. Me desnuda tu mirada cuando me llevas a lo prohibido. Tu boca me delata cuando te pones atrevido. Quiero quemarme entre tus brazos como una luna de papel. Que el delito de quererte valga la pena otra vez. Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé. Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro de este corazón violento. Agárrame otra vez, que no habrá después. Dale como es, empieza por los pies. Pero lento, 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 sin pena ni tormento. Agárrame otra vez, que no habrá después. El Empieza por los pies, pero lento, 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 sin arrepentimiento. Randy Marco. Y a veces te comeré, verás qué rico es. ¿Cómo es? Hagámoslo como tú quieras. Donde quieras, nena. Y vamos a repasar las posiciones. Y no. Pa' que tú ves este cubano cómo se pone. Si no te importa, lo hacemos en la mesa. Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza. Y vamos a repasar las posiciones. Pa' que tú ves este cubano cómo se pone. Talía. Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé. Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro de este corazón violento. Agárrame otra vez, que no habrá después. Dale como es, empieza por los pies. Pero lento, 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 sin pena ni tormento. Agárrame otra vez, que no habrá después. Dale como es, empieza por los pies. Como dice. Pero lento, 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 sin arrepentimiento. Gente de zona. México. Cuba. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Yo también quiero amanecer contigo. Para meterme adentro tengo mis motivos. Vamos a hacerlo una y otra vez. Con este momento yo también soñé. ¿Cómo? Yo también quiero amanecer contigo. Para meterme adentro tengo mis motivos. Vamos a hacerlo una y otra vez. Con este momento yo también soñé. Agárrame otra vez, que no habrá después. Dale como es, empieza por los pies. Pero lento, 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 sin pena ni tormento. Agárrame otra vez, que no habrá después. Dale como es, empieza por los pies. Pero lento, 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 sin arrepentimiento. Ataca Sergio. Quiero ver este cubano cómo se pone. Yo también quiero amanecer contigo. Para meterme adentro tengo mis motivos. Vamos a hacerlo una y otra vez. Con este momento yo también soñé. Ова е студентски парламент на Укло FM. 90,8 МГц. Во денешното издание на емисијата Студентски парламент се навраќаме на активностите со кои Универзитетот Свети Климент Охридски Битола по 6 пат го одбележи 11 мај, Денот на културата во сообраќајот. Како интернационални партнери на Унгарската академија за транспортни науки, УКЛО ја има прифатено обврската секој 11 мај да организира целодневни активности. Така, ова 2023 студентите од Техничкиот факултет во Битола од студиската програма Сообраќај и транспорт на средношколците од Таки Даскало им ја представија насоката Сообраќајно транспортно инженерство, што таа значи и што нуди, а се стави и акцент на тоа што значи културата во сообраќајот и каква е поврзаноста меѓу културата во сообраќајот и мобилноста на граѓаните. Исто така беше промовиран и проектот УКЛО Вело. Еве што за него вели проректорката за студентски работи на УКЛО, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска.
Ние секогаш како отворен универзитет, како универзитет кој што се стреми кон да биде инклузивен и да ја подигнува свеста во општествената заедница за значењето на сите овие агенди и конвенции кои што ги имаме ратификувано на државно ниво, се стремиме да ја подобруваме културата за користењето на велосипедот и помеѓу студентите и помеѓу наставниот и административен кадар, а со тоа да помогнеме и на ниво на градот и на ниво на државата промоција на урбаната мобилност и подобрување на еколошките и со тоа и економски и социјални стандарди. Во Бар Чаршија пак на 11 мај 2023 УКЛО ја промовира и друштвената игра УКЛО Еко. Друштвената игра е донација од Македонско-американската алумни асоциација. Ја подготвивме со нивна поддршка во рамките на отворањето на клубот за одржливо живење на студентите и воопшто за одржливо живење на универзитетот. Таа игра е мобилна и е поприлично гломазна, меѓутоа идејата беше да не се седи на маса, туку да се игра, дали во нашиот студентски двор или во дворовите од средните или основните училишта, е едукативна и друштвена, содржи над 600 прашања кои студентите ги подготвија и се поврзани со енергетската ефикасност, културата во сообраќајот, воопшто одржливиот развој и низа на прашања кои што и средношколците, па и би рекла и основците и пред се нашите студенти треба да ги знаат. Студенти од одсекот Сообраќај и транспорт на Техничкиот факултет и ученици од Таки Даскалот исто така го посетија сообраќајниот центар СН, при што се разгледа и можноста студентите тука да изведуваат својата практиканска работа. Исто така се одржа и онлайн студентска дебата организирана од факултетските студентски собранија на Техничкиот факултет во Битола и на Факултетот за безбедност од Скопје, на која како гостин беше поканета професор доктор Гордана Ристевска-Димитровска од Високата медицинска школа, овој пат како представник од психолошкото советовалиште на УКЛО, која, меѓу другото, зборуваше и за тоа зошто си дозволуваме да бидеме сериозно некултурни во сообраќајот. Ви го пренесуваме незиното излагање. Културата во сообраќајот многу често ја поврзуваме со безбедноста во сообраќајот и има огромна поврзаност помеѓу личната култура на секој учесник во сообраќајот, бидејќи и пешакот е учесник во сообраќајот, и велосипедистот е учесник во сообраќајот, и поново и возачите на електрични тротинети се исто учесници во сообраќајот кои не знаеме каде да ги сврстиме како возачи и како граѓани, така што културата во сообраќајот е навистина многу важна за безбедноста во сообраќајот, но исто така сметам дека е важна и за зголемување на квалитетот на живот. Од каква ни е културата како учесници во сообраќајот на секое ниво, ќе зависи колку квалитетен живот ќе живее. Тоа е огромна бројка на луѓе кои умираат во сообраќајот, ги губат своите животи и тоа се многу често млади луѓе кои изгубиле изненадно животот. Тоа автоматски значи дека семејства ќе страдаат, деца ќе останат без родители, општеството ќе изгуби работна сила, некој кој ќе придонесува, но освен тоа, загубата во сообраќајот не е само на човечки животи, туку е и на многу работи кои произлегуваат од нематеријалната штета која се добива. Во смисла, ако најмала ситуација се случи да сме повредени во сообраќајот, значи тоа нас ќе не кошта енергија, сила и општеството ќе го кошта болнички трошоци и разни други работи, а многу често имаме луѓе кои преживеале во сообраќајни несреќи, меѓутоа останале со многу сериозни последици, кои здравствено и психолошки понатаму ќе се манифестираат и ќе чинат и пари, но ќе чинат и нешто кое во психијатријата го нарекуваме и во вештачењата за нематеријална штета, го нарекуваме одземање на општата животна снага и трпење на болка, на страв, значи работи кои се случуваат во секоја сообраќајна несреќа. И дури и да нема некои големи физички последици, психолошките последици се многу големи. И сега зошто си дозволуваме да сме сериозно некултурни во сообраќајот? Јас ќе кажам некои аспекти кои мислам дека се важни. Да, важно е за секоја личност индивидуалните фактори во смисла на интелигенција, особини на личноста, значи каков темперамент е, каков карактер е.
тоа има влијание врз тоа каков учесник во сообраќајот ќе биде човекот, но исто така има огромно внимание социјалната средина, домашното воспитание и исто така како се перцепира целокупно сообраќајот во едно општество, во една земја. Значи, овие личните работи не можеме претерано многу да ги измениме, во смисла интелектот на човекот е толку колку што е, може со образованието нешто да се подобри, меѓутоа не може да се влијае да биде повеќе интелигентен од она што е. Но може секој човек да има определено знаење кое од многу рани нозе треба да го вдахнуваме кај децата. И сега кој како работи и колку се работи на тоа да бидат прво да ги познаваат доволно правилата, бидејќи сите знаеме дека не секој кој има возачка дозвола ги почитува правилата, ниту па ги разбира. Пола од сообраќајните знаци се заборавени многу брзо после полагањето на возачкиот испит. После го имаме моментот, малку луѓе, сема не треба ни еден да биде таков, луѓе кои не се психофизички баш способни да добијат возачка дозвола, да се прават притисоци за да поминат на лекарски прегледи и некако да се вклучуваат во сообраќајот, како возачи. Како пешаци, секој човек со сите способности и неспособности ќе бидеме дел од сообраќајот, значи секој човек е дел од сообраќајот и тука често пати се проблеми, например, нашето внимание. И како пешаци можеме да бидеме крајно некултурни во нашето однесување во сообраќајот. Да поминуваме каде што не треба да преминуваме, да сметаме дека предимството на минување едноставно го имаме и нема што да се вртиме лево-десно. Значи тоа на сите некогаш не се има случајно, меѓутоа оној кој има поголема сообраќајна култура, тоа е исклучок реткост некоја, а има луѓе за кои тоа е правило, си поминуваат како што велиме во Битола дека го ја ослободиле Битола и сега нивен е градот и поминуваат онаму каде што сакаат. Често пати за зборувањето и користењето на мобилни телефони, тоа е веќе сериозен проблем, навистина голем проблем е и користењето на мобилните од пешаците и од возачите. Возачите нормално имаат поголема шанса да направат поголема штета доколку се случи сообраќајна незгода, а исто и нашата прилично голема некултура и непочитување на велосипедистите и на другите учесници во сообраќајот кои не се со моторни возила. Јас сум многу голем поборник дека не треба да се дозволува деца на 15-16 години да возат мотори. Исклучително често гледаме како возат без заштитна опрема, ниту една кацига не носат, камоли други работи, ниту ги знаат добро правилата, ниту пак се казнувани. Влегуваат во територии кои се забранети за моторни возила, како паркови и други места. Шансата да повредат некого или себе си е огромна и не знам како тоа се дозволува. Искрено не ми е јасна регулативата, но знам дека исклучително е ненормално едно дете на 15 години да вози мотор и да вози и другари и тоа да пред полиција да се случува и да не биде санкционирано, особено без заштитна опрема. Дори и колку што знам, и велосипедистите треба да носат определени заштитни работи кои треба да се користат, меѓутоа баш многу и не се користи тоа. За пиењето алкохол, тоа е нешто кое секојдневие луѓето кај нас алкохолот, определена количина на алкохол ја сметаат за најнормална работа и дека тоа не им ги пореметува рефлексите и не ги прави опасни во сообраќајот и многу често возат со по некоја испиена алкохолна пијачка, така што тоа едноставно се случува и треба да се ригорозно да се казнува за да немаме толку многу изгубени животи. А еден дел лично мислам дека ги губиме животите не толку заради непочитување на правилата, колку што и помага и лошата инфраструктура, но сепак и правилата, и обележувањето на возилата, и каде се возат трактори, значи многу фактори има кои придонесуваат за безбедноста, меѓутоа се што можеме како луѓе да направиме е да сме совесни пред се. Нема потреба да се управува со моторно возило ако си под дејство на алкохол. Подобро остави го било каде возилото, но немој да го возиш доколку си под дејство на алкохол, бидејќи го променува и другите психоактивни супстанции, марихуаната, бензодиазепините, амфетамините, значи работи за кои не се ни тестира во секојдневниот живот. Значи тие супстанции се подеднакво проблематични
кога се користат, а за разлика од тоа пак може да им направат проблеми на луѓето кои реално имаат потреба да пијат терапија, која на кратки стази прави седација, но на долги стази тоа не е никаков проблем. Значи секој доктор би потпишал дека тоа не е никаков проблем. Може да им се прават проблеми при обновување на возачка дозвола и слични некои работи, така што за тоа здравствено ние ќе си се погрижиме секојдневно, значи пациентите е многу важно да бидат заштитени, но исто така е важно, значи она што не е дозволено, да го санкционираме многу силно. И уште само едно нешто сакам да кажам околу некултурата. Значи некултурата не значи само она што го правиме директно во возилото или на улицата, туку според мене е крајна некултура да си купиш старо возило и да му го извадиш филтрите и после тоа да произведуваш, да емитуваш ненормално многу гасови и да го загрозува здравието на луѓето околу тебе и на твојата заедница, се затоа што сметаш дека нема потреба да инвестираш во нешто кое не го проверуваат на технички преглед. Или точно пред технички, тогаш ќе си ги поправиш некои од работите кои може во колата да ти направат проблем. Значи повеќе се гледа материјалното многу пати, отколку што се гледа безбедноста и како влијаеш на другите луѓе. Не е само ти да си здрав, треба да бидат и луѓето околу тебе здрави, е таа култура малку послабо ја постигнуваме. Until I'm done with finding the answer. Won't stop.
На вебинарот учествуваше и Виктор Илиев, член на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот. Еве што рече тој во неговото обраќање пред студентите. Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот е мечовито тело од општински представници, значи од разни сектори од општината, од МВР, граѓански сектор. Меѓутоа се делува во рамките на дадениот простор за маневар кој што се има. Значи превентивни во главно мерки се предлагаат до институциите. Кампањи, значи во главно за подигање на свеста, сообраќајната култура и апели јавни. За жал толку се надлежностите. Ако сакаме нешто подалеку да направиме, треба да најдеме други различни форми кои што имаат поинаква моќ. Затоа што носителите на одлуки ја имаат највисоката моќ за промена на системот. Така да бараме треба и алтернативни форми. Во минатото имаме, значи, како во рамки на граѓанскиот сектор преземаат одредени акции, вклучително и протести, и врз основа на тоа сме дел од Општинскиот совет за безбедност во сообраќај. Две работи би додал само. Едниот момент за инфраструктурата, другиот за системската одговорност. Значи за инфраструктурата ќе речем дека во главно збораме сите да почитуваме нели правилата и едно повисоко ниво на култура во сообраќајот да имаме. Меѓутоа многу често постојат бројни истражувања во светот кои што кажуваат дека начинот на кој што е изведена инфраструктурата сериозно влијае на промена на навиките кај луѓето во тоа како се однесуваат во сообраќајот. Така да и луѓе кои што сакаат да бидат културни во сообраќајот, ако му се даде на пример многу широка улица и имат квалитетно возило, самите предуслови на патот го поттикнуваат шоферот да вози побрзо, без разлика значи на сообраќајната сигнализација или култура. Такви работи се докажани, значи ни светот кој што кај нас не се земат во предвид и една од мерките во светот пред се во развиените држави што се преземат е теснење на широките улици, одземање простор од моторните возила и со цел поттикнување мобилноста, давање на тој простор на пешаците, на јавниот превоз и на велосипедистите, значи поправедна прераспределба на просторот. И втори момент што сакам да го спомнам на крај е за системската одговорност. Значи многу често индивидуалната самоодговорност ја збораме, а не системската, како што кажав предходно, затоа што луѓето многу често се поттикнати да се однесуваат на дадени шаблони и начин на однесување, меѓутоа тоа е така од начинот на кој што е изведена инфраструктурата, а таа какво што е врз основа на сознанието од 70-тите години и 80-тите. Така да денес многу е променет светот, многу нови сознанија и истражувања се направени, кои што кај нас не се земаат во предвид. Не знаеме зошто, така да ние како во рамки на граѓанскиот сектор пробваме, значи, да предлагаме, да поднесваме иницијативи и да комуницираме со носителите на функции, да лобираме кај нив за одредени одлуки и така да се убрзуваат некои работи. За жал споро одат тие процеси, меѓутоа ги користиме механизмите колку што сме во можност. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim, far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium.
You take your aim far away, far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Stone heart, machine gun, firing at the ones who run. Stone heart, those bulletproof glass. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола го завршуваме со информацијата дека Универзитетот Свети Климент Охридски Битола минатата недела беше домаќин на државниот универзитетски куп во ракомет машка конкуренција. На надпреварите што се одигра во спортската сала Павел Шате во Битола, ракометарите на Укло беа подобри од универзитетските екипи на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје и Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Тие заслужено го освоја првото место и се закитија со златни одличја. Државниот универзитет во ракомет машка конкуренција инаку е во организација на Универзитетската спортска федерација на Македонија. До крајот на академската година остануваат уште завршните надпревари во кошарка, кои ќе се играат во Скопје на 6 јуни 2023, а на кои Укло очекува највисок пласман. Тука го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете заедно со нас на 90,8 да ги проследите и останатите содржини планирани за денеска. Alo, salut, sunt eu, un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi, ei. Te sun să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi, ei.
Maya, 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 vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi, ei. Uklo FM Bitola, juni 2023 godina. 24 časa sekoj den na 90,8 Uklo FM Bitola. Izberi kvalitet, izberi tradicija, izberi go Uklo. I slušaj Uklo FM Bitola 90,8 MHz.